Дека правата на собствениците на оружје ќе бидат заштитени под негово водство, е ветувањето што новоизбраниот председател Доналд Трамп рече дека брзо ќе го исполни. In my second term, Во мојот втор мандат ќе го отфрлиме секој напад на Бајден во врска со вториот амандман. Нападите се брзи и бесни, почнувајќи од моментот кога Бајден ќе излезе од Белата куќа. Според Центрите за контрола и превенција на болести, во 2023 година речиси 47.000 луѓе загинали поради вооружено насилство. Председател Џо Бајден воведе низа мерки за кои истражувачите велат дека помагаат да се намали тој број. This includes the American Rescue. Тука се вклучени средствата од Американскиот план за спасување за поддршка на програмите за интервенција во насилството во заедницата. Администрацијата на Бајден ја зајакна способноста на Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви и на FBI да ја регулираат индустријата. Поборниците за право на оружје велат дека овие мерки го нарушуваат правото на носење оружје дадено со вториот амандман на уставот на САД. Тие се уверени дека таквите мерки Трамп ќе ги отстрани. We don't think that they've done anything. Не мислиме дека тие направиле нешто за да ги зачуваат луѓето безбедни. Се што направија е прекршување на правата од вториот амандман. Поддржувачите исто така сакаат Трамп да го исполни своето ветување за подпишување на законот за прикриено носење оружје со реципроцитет, со што на носителите на дозволи ќе им се овозможи да патуваат во сите 50 сојузни држави со своето оружје. Each state that you pass through. Секоја држава низ која ќе поминете треба да ги разгледате нивните специфични закони за оружје, а во некои случаи не би било легално да го носите вашето оружје во конкретни сојузни држави. Тоа е нешто што би сакале да го видиме на федерално ниво. Синот на Френик Циморели, Камдмен, кој имаше проблеми со менталното здравје, почина неколку недели откако се застрела во 2022 година со легално купен пиштол. Циморели би сакал мерките за безбедност на оружјето, како што се засилените проверки на позадината, да останат во сила под администрацијата на Трамп. You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house, Ако родителите сакаат да чуваат пиштоли во куќата за заштита, јас немам проблем со тоа. Проблемот што го имаме е следен. Зошто вашето право да имате пиштол го засенува моето право да чувам пиштол надвор од мојата куќа? Истражувањата на Пју покажуваат дека постои широка двопартијска поддршка кај јавноста за спречување на луѓето со ментална болест да купуваат пиштоли, но американците остануваат длабоко поделени во однос на повеќето предлози за политиката за оружје.